Покаченото ниво на Брегалница е идеално за возење кајак, но и покрај неколку покренати иницијативи, Штип не успеа да го возобнови кајакарството во градот. Последен пат, кајакарски клуб Штип имал во 1952 година, и тоа на иницијатива на тогашна народна техника. У тоа време беме 5-6 другари од генерација за 37 година, да ги спомнам тука, меѓу нив не се многу живи, Денко Боро, Јордан Арсов, Димков Томислав, Милоше Момчило, Гранков Методи и ја Ефремов Иван. У тоа време беше формиран под името, под покровителство на народна техника. Секое покачување на нивото на Брегалница кај старите кајакари ја враќа носталгијата за некогашното време. Користеме у Брегалница, имаме 3 чамци, од 2 имаме едносет и еден двосет. Беа дрвени со рамно дно. Чуваме ги чамците доле под Јаворо, поранешено Ново село, на Стара куќа, и тука се користеме слободното време Брегалница, па надоле до Софиларе сме веслале. Возењето кајак е голем предизвик. Бара големо искуство и умешност. Тежок е тај спорт. Многу е тешко прво да влезеш у чамец. Не е стабилен. Многу треба стабилност да бидеш, иначе ќе се преобрнеш многу. А од дрешите чамци са па заоблени оздоле уште потешки и се многу полеки од старите што ги имаме. Некогашните генерации на кајакари во Штип немаат на кого да му го пренесат своето знаење, а капацитетот на Брегалница останува неискористен. Се чекаат некои идни генерации на ентузијасти кои ќе го вратат кајакарството во Штип.